Почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Спектар, кое што се емитува на телевизија КИС. Вечерва ќе се обидеме да се запознаеме со правилниот начин на исхрана. По последно време брзиот начин на живот не ни дозволува да внесуваме правилна исхрана и да внимаваме што внесуваме во нашиот организам. Новаа тема ќе дискутираме со мојот вечерашен гостин, специјалистот по хигиена, доктор Џавид Фезули. Докторе, добро дојдовте во емисијата Спектар. Добро ви најдов. Еве, колку за вовед, што се подразбира под правилна исхрана? Поимот исхрана е малку поширок и во секој случај опфаќа и самата храна, затоа што нема исхрана без храна. А храна по дефиниција е всушност животните намирници или прехранените продукти во кои спаѓа и водата за пиење. И во основа тие прехранени продукти се или од растително или од животинско потекло, со обзир дека човекот е омнивор за разлика од животните кои се едни хербивори, тревопасни, другите се карнивори или месождери, месојадци. Меѓутоа, за подобро да се разбере исхраната као таква, као наука, тука е потребно да се знаат и броматологијата. Тоа е наука која брома е храна, логија наука. Броматологијата се занимава со изучување на составот на животните намирници. Па за вашите гледачи од практичен агол гледано, најдобро би било животните намирници групирани се во 7 групи и би требало секој човек и секојдневно по една од овие групи да внесува, зависно од возраста, од професијата и така натаму. Ќе разговараме после колку тоа да биде. Тие 7 групи воглавном се житариците, во кои спаѓаат пченката, пшеницата, рж, јачмен, просо. Втората група е практички месото, рибата и јајцето, во една иста категорија се. Во трета група на намирници се месото, млекото и млечните производи, јогурт, кисело млеко, сирењата и така натаму. Четврта група се видливите масти, дали е тоа маргарин, дали е тоа зејтин, дали е тоа путер, кравја, свинска маст, лој и така натаму. Петта група е зеленчукот. За зеленчукот веднаш да кажам една голема група, кој што зависно од формата и местото каде расте го има, како лисиест, како главичест, коренест зеленчук, плодовит зеленчук и така натаму. Шестата група е овошјето, каде што спаѓаат сочното овошје и коштуњавото овошје, бадемот, лешникот, оревот, костенот и така натаму. И последна 7 група се шеќерот и шеќерните концентрати. Се што постои на планетава и се користи за едење, влегува во овие 7 групи. Едино уште тука, индустриското растение маслинката, може да спомнеме, која се користи и како плод, а и како производ, зејтин од маслинки. Така, еве ги наброевте овие 7 групи. Што е здравствено исправна храна? За гледачите накратко да ги информираме. Здравствено исправна храна или здравствено исправни намирници подразбира практички намирници кои не се нити хемиски, нити биолошки, нити радиоактивно загадени, нити пак се оштетени со стоење. Така да здравствено исправни намирници би биле овие. А здравствено исправна храна ќе биде ако овие намирници ги користиме на соодветен начин, во соодветни количини и на одредени определени временски интервали како храна. Така. Еве, колку е во наше поднебје храната здрава? И колку правилно ги користиме овие намирници? За жал, во последно време ние немаме голем увид во користењето на инсектицидите, пестицидите во земјоделието и многу често доаѓа до зголемени содржини на овие токсични материи во прехранбени продукти од растително потекло, а и преку растенијата и во животинското потекло, да не заборавиме, ако имаме загадена трева, ќе имаме и загадено млеко на крај крајва.
Последно време дури се интересно за гледачите да кажам неконтролирано се користат и вештачките ѓубрива. Нитратите условија да се појават бактерија една кај овошките, посебно крушите, дуњите и јаболките, Ервинија миловора тај бактерија, токму заради преголемо користење на нитрати, нитрозни ѓубрина во земјоделието. Од тие причини пак останува на корисниците на храната да внимаваат, да при купување да водат сметка за декларацијата на производите, околку се паковани, да водат сметка за нивно рок на траење, до кога се користат, околку се земаат свежи од пазар, да водат сметка да не бидат оштетени од инсекти, оштетени од паразити и така натаму, и нивното користење да го пропратуваат секогаш во колку се свежо користат со многу чистење и перење со здрава, исправна хигиенска вода. Така, освен нели населението кое што треба да внимава да биде продуктот исправен, треба институциите да го контролираат, нели пред неколку години имаше хасав систем, меѓутоа тој прекина. До каде работата со тоа? За жал практички инспекцијата за храна е сега во Министерството за земјоделие и ветерина. Беше порано во Министерството за здравство. И сепак она како дирекција некако независна. Така да и санитарната инспекција и ветеринарната се вклучени и би требало во координација да соработуваат они, да вршат често узоркување, земање узорци, мостри на прехранбени продукти, на храна и во дадениве институции кои што се овластени, како што се центрите за јавно здравје, да вршат почести анализи. Што се однесува до хасапот, тоа е метод еден кој што подразбира целосно следење на храната од, да кажем, од нива до трпеза, целиот процес и на производство, и на чување, и на транспорт, и има за цел на време откривање ризичните критични точки каде може да бидете храната загадена, како би можеле конзументите, потрошувачите да бидат сигурни во да. За жал во последно време хасапот е као да е запуштен. Како е во другите земји, во соседството? Не мора да одиме во западноевропските земји. Се почитува ли тој хасап? Ја мислам, че ми треба да земеме доста примери и од Бугарија, па и од Хрватска и Србија. Србите дори одат и халал систем веќе, заради што имаат интерес за производство во земјите со исламска вероисповест, каде што имаме голем пазар и од интерес да се таму пласираат робите. Мислам дека ќе се обнови со тек на време, ќе се како потреба. Тоа беше проблем затоа што малите производители, така да наречам, производители на храна, мали објекти, финансиски неодржливо. Не можеа да го поднесат хасапот во смисол на објектот. Конструкцијата на самиот објект не била согласно прописите на хасап и требаше да останат луѓето и без работа и во оваа сега и така на криза, затоа малку прогледан из прсти. Така, дали сметате дека хасап системот малку народски кажано пред во однос на дека треба да се спроведе во Бачилата на Шар планина, каде што таму се е чисто и природно? Нели имаше и реакција од овчарските стопанства дека не можат на некој начин да го воведат тој хасап систем? За жал ние имаме застарено производство на млечни производи. Нашите бачила не се модерни. И производството на сирења и кашкавал и урдата е на еден застарен или примитивен начин, каде што не може да се гарантира на тој начин сигурна храна. Значи сметате дека те треба да се на некој начин мора да се модернизираат на некој начин. Така. Еве да се вратиме кај основните животни намирници. Колку се тие неопходни за нормално функционирање на човековиот организам? Па сега, знаете, некои луѓе мислат дека живеат за да јадат, а некој па вика јадам за да живеам. Човекот како
биолошки ентитет. Буквално е базен од вода и хемиски елементи. Преку 100 билиони клетки го сочинуваат организмот на човек. Се ствара од 2 клетки во утробата на мајка и се раѓа како малечок човек од 50 на сантиметри. За да тој се изгради, да се развие и да се одржава, апсолутно мора да внесува прехранени намирници, од кои намирници ќе ги црпи енергетските материи, ќе ги црпи заштитните, градбените материи, заштитните материи, а тоа се протеините или беланчевини, тука се јаглените хидрати или шеќери, мастите, витамините, минералите и оние мали олигоелементи што ги викаме ние или елементи во трагови. Така, колку е просекот на калории потребни за нормално функционирање на еден човек? Ако го земеме стандардниот маш, тоа би бил маш од 25 години, висок 170 сантиметри, кој што има средно тешка работа 8 часовна, 8 сати користи во спортување, читање и така натаму и 8 сати спие. С обзир порано беше околу 2400 негде до 2600 калории. Меѓутоа во последно време повеќе луѓето се околу телевизијата, околу интернетот, седечка им е состојбата, малку се движат, малку имаат физичка активност и од тие причини свалени се и дневните потреби од калории. Инаку калориите се резултат на согоревање на јаглените хидрати, мастите и беланчевините. Така. Еве имате тука и опишано колку калории одреден производ содржи, колку е за пример гледачите да знаат што тука има се. Значи една јаболка колку има? Па еве едно јаболко од 100 грама има 58 калории. Така. Ќе ви кажам едно мало чоколадче кое не послужува на гости од 10,5 до 11 грама има 60 калории. Може да замислите се колку тоа е. Една банана од 80 грама и 50 има калории. И тоа е средно голема. Ако сакате варен граф, 50 грама, 65 калории има. Црни сливи, 80 грама имаат 50 калории. Од друга страна, 25 грама леп дава 60 калории. Така да... Значи, ако изгледаат овие производи мали, сепак имаат... Доста се висококалорични. Најчесто луѓето не водат сметка, така да еден пржен кромпир, 35 грама дава 90 калории. Затоа ше... Еве, што се случува кај организмот доколку повеќе внесеме калории од потребните количини, а не ги согоруваме со спортска активност, и што се случува ако премалку не па видите сега, овие 100 билиони клетки, тоа се практички фабрики кои што работаат за нас, ни ствараат енергија, ни ствараат ензими, ни ствараат хормони, беланчевини, одбрамбени телца и стално се обновуваме со тоа. Ние треба само да им внесеме репроматеријали, да им внесеме воздух, да им внесеме соодветна количина вода и да им однесем, да внесеме доволни количини на беланчевини, масти, шеќери, витамини и минерали. Во колку внесуваме, колку и што трошиме денеска, ние сме во една равнотежа, уравновесие. Меѓутоа, ако внесуваме помалку него што му треба на човечкиот организам, веднаш ќе се појават одредени манифестации на недостаток на соодветна материја. Или може да биде на повеќе од овие материи, или на поединечна, да речеме на одреден витамин. Предпоставиме, ќе ви кажам, B1 витаминот во домородачките афрички земји порано се јадел лупен оризот. Меѓутоа во таа лушпа се наоѓа B1 витаминот. И с обзир дека се дошло до недостаток на B1 витамин, децата кога ќе чучнеле не можеле да станат. И на нивниот јазик тоа значи бери-бери. Ете што е бери-бери. Јас не можам. Значи недостаток. Што е сега со нашиот орис? Со оризот и тука се љупи. Меѓутоа се чува во вода предходно, да B1 растворлив, пошто е во вода, навлезе во средината на зрното и кој ќе го лупите, тој го има во зрното внатре. Меѓутоа, ако пак сега внесуваме поголеми
количини на намирници, односно на овие материи, одо што му треба на организмот, тогаш тие се овојат како отпад. И сега он бара некаде депонии, кај да ги складира тој отпад. Најчесто го складира во крвните садови, во артериите, имаме плаки, артериосклерозата е тука, или го складира во вид на масти. Се дебелиме, едноставно зголемуваме телесна тежина, која што се ќе даде своји реперкусии на здравието. Така, овој проблем може да се надмине со спортска активност, значи здравата исхрана е поврзана. Апсолутно, спортската активност, физичките движења се неминовни за добро здравје, jer во здраво тело е здрав дух, позната поговорка. Тие активности може да ги практикува човек и да нема големи услови, може да биде најобично возење бицикло, работање во бавча, пешачење да биде тоа, пливање ако има можности, исто е добро, било како и да избегава. Ако треба да оди на трети, петти спрат, нека не користи лифт. Подобре нека оди пешка. Така, еве некоја статистика, колку е потребно во неделата да се спортува? Здраво тело, здрав дух. Па некој просек најверојатно има. Па има, би било добро ако ништо повеќе, баре секој втор ден по 1 сат брзо пешачење, и тоа е добар бенефит. Кој што вие го практикувате? Па јас се трудам од време на време така да малку се движам. Така. Поминавте за Оризот, за подобар начин на производство и за подобар начин на пласирање на пазарот да биде здрав. Еве за другите намирници, кој е најсоодветниот начин на користење на животните намирници? Еве за основните, да речеме, зеленчук, месо, млеко. Во оброкот секој човек би требало барем 2/3 да има денеска зеленчук. Зеленчук и житарици. Житариците може да ги користиме во вид на зрно или како мелнички производи. Дали да биде брашно, дали се тоа макарони, резанци и така натаму. А зеленчукот на два начини. Варен и свеж зеленчук. Варен зеленчук е исто така неопходен, потребен е, а го имаме, фала Богу, на пазарот доста. А па свежиот зеленчук, добро измиен, во секој случај ќе ги задоволат потребите и на витамини, и на минерали, па и на шеќери. Со тоа што да се избегаваат користење многу на масти при приготвување на овие намирници. И веднаш да ви кажам дека зеленчукот и овошјето, кој исто така е пожелно да се користи добро измиено со секора, па и краставицата, да спомнеме, добро измиена со секора. Вие знаете, во рестораните ги даваат нелупени краставиците, али добро измиени, зашто во кората има целулоза, растителни влакна, као што има пектински материи во лушпата на овошјето. Тие условуваат да набубрат во нашиве црева, пошто немаме ферменти за целулозата да разградат, и тогаш ја зголемува перисталтиката, движењето на цревата. Тоа е двојни ќар, двојна корист. Прво, не доаѓа до запек, кој што е многу чест кај луѓето и е многу неблагопријатен и штетен. И второ, со самата убрзана перисталтика не дозволува во целост материите да се абсорбираат. Затоа што сите материи има едно одредено место кај што влегуваат во цревата. Не се абсорбираат од желудник па се до задно црево комплет. Има која материја каде све се повлечува. И ако на брзина помини тука, не ќе може цела. Така да добиваме и тука еден корист. San Vital, zdravje во капка масло, ладно цедено масло од сончоглед.
Прво домашно масло на пазарот, произведено од 100% чист органски македонски сончоглед. Санвитал маслото е произведено по светски стандарди, погодно за домакинства и угостителски објекти. Освен за салати, Санвитал маслото е термички обработливо до 260 степени, без непријатна мириспа, без талок и со двојно поголема вискозност од останатите масла. Санвитал. Здравје во капка масло. Санвитал. Побарајте го во поголемите маркети низ Тетово. Произведува Роид Врвеница. Телефони 044 377 300, 070 224 240 и 072 277 703. Млечните производи како треба да ги конзумираме? Што се однесе до млечниве производи, луѓето треба да внимаваат прво млекото да го земиме. Млекото најчесто кога го варат дома, би било добро да го варат откако ќе зоврие, уште 4-5 минути да врие, со добро мешање, зашто во кајмакот горе може да ги имат туберкулозните бактерии од стоката, од крава, кои не достигнуваат температура да ги уништи, така да е тоа потребно. Добро би било да се користат попосни сирења. Говеското сирење, козјо сирење, овчето сирење доста е масно. И некако мастите, знаете, ако ги троше човекот, ако навистина има физички активности, и он има и потреба, и треба да ги користи тогаш мастите во поголема количина. Али ако има повеќе седечка работа, ако нема физички активности, нека ги избегава таквите масни јадења. Што се тиče до месото пак, месото е најдобро да биде кувано или барено месо. Сакам да кажем една мала досетка за месово што се кува. Месото го купуваме заради беланчевините на месото. И тие беланчевини се растворили во вода и кој ќе почне да вари месото се јавуваат во тенџерето како една жабокречина. Луѓето најчесто мислат да е тоа прљава вода и ги фрлаат. Практички тоа што вреди го фрлаат. Меѓутоа ако го измешаат, веднаш ќе се растворат тие беланчевини и тоа е тоа што вреди. Добре е да се користи попосно месо. Масни меса се свинското месо, јагнешкото месо и така натаму. Околу пилешкото е добро да се користи, по можност да се избегава таа кора, масна кора од пилињата. Рибата е препорачлива доста, затоа што е лесно сварлива, со многу вредни беланчевини во неа. И добро би било и по можност сардините да се користат со обзир дека и коскичињата се јадат, па се внесува и калциум во доволни количини со тоа. Сега што ни останува да бидеме опрезни со суомеснатите производи. Многу често, како ви е квалитетот, не ни е доволно прецизно. Што све не се меша во тие, се чуваат многу често неисправно. Во нашиот град ги чуваме често по улици, гледате. Суџуци, пилиња, тоа се практички на тротоари се. Тоа не би смело да се дозволи, али за жал дете тука затаила инспекцијата, која што треба апсолутно тоа да го спречи, зашто доваѓа со честите замрзнувања, одмрзни, замрзни, доваѓа до развој на микроорганизми кои можат после да предизвикуваат и токсоинфекции или труење со храна, кои не се така ретки. И тие труењата ги имаме често, посебно во летен период. И од тие разлози, еве сега да кажам, и во домаќинството, луѓето нека приготвуваат храна онолку колку што ја трошат дома. Ако евентуално остане, нека чуваат добро во фрижидер, на ладна температура, да не можат микроорганизмите да се размножат и да дојде до тие труења. Така. Еве, докторе, споменавте за храната, како треба да се користи. Ова е се во ред, да речеме, пред неколку децени. Меѓутоа, сега по маркетите многу има храна која што на некој начин кај населението е сомнителна. Еве да земеме пилешкото месо, велат дека вештачки се гои на некој начин. Како треба тука граѓаните да постапуваат? Што да одбираат, што да купуваат? Дали директно во месари додат да ги избегнуваат маркетите или пак како? На кој начин? Еве и со зеленчуците и со конзервираната храна која што се почеста нели ја користат домаќинките.
Во однос на пилешкото месо, знаете, исхраната на кокошките и на пилињата за тов, знае да користи и хормони, недозволени субстанции. Меѓутоа, инспекцијата е таа која треба брзо да ги тие открие. Значи тоа е се регулирано со закон, само што треба закон е регулирано и тоа точно се знае што сме, што не сме да содржи. Земите тоа не само пилешкото месо. Може да погледнете што се деси со болеста на луди крави. Затоа што се хранат со коскено брашно. Тоа коскено брашно е од крави, практички канибализам имате. На кравата и давате кравно месо да јаде. И така да инспекцијата треба да отвори очи околу тоа доста, да се води сметка во декларацијата на производите, инаку зеленчуците што се продаваат како длабоко смрзнати, не ја имаат изгубено нивната хранителна вредност, може да се користат и не можеме да избегаме од тоа. Меѓутоа, околу пилињата, вие видите и во месарите, тие ги купуваат, па ги чуваат тука, они не производуваат собствено и пилиња за исхрана. Така, според вас, која е најздрава храна? Човекот, пошто реков, е омнивор и јаде растителна храна и јаде животинска, он во однос на беланчевини би требало денеска барем 1/4 од беланчевините да му бидат од животинско потекло. Во секој случај мора да доминираат житариците на пирамидата, така наречена, на исхрана, да доминираат житариците, да доминира зеленчукот, молам и тоа коренет зеленчук. Може да биде тоа морков, може да биде тоа цвекло, може да биде зелката, келераба, карфиолот тук е одличен, спанаќот дури луѓето не знаат дека може да го користат као марула. Добро измиен, не мора да го куваат, може да го јадат свеж. Зелените листови од зеленчукот се пребогати со провитамин А. Многу луѓе не знаат тоа, а витамините, знаете, е вита, значи живот, витамини, тоа се животот важни соединенија и тие ги има во тоа. Значи зеленчукот мора да доминира што повеќе, а од овошјето сочното или сезонско овошје да е далеко од тоа дека оревот, лешникот се, бадемот изузетно вредна храна, али многу високо калорични се. Само да ви кажем еден пример овде, дека 60 грама бадем 385 калории дава. Видите, или чоколадото, например, 30 грама 170 калории дава една обична чоколада, да не кажам со лешници што е. Значи, може се тоа да се користи ли во одмерени количини. Во доминација, зеленчукот, житариците, овошјето. И, евентуално, од месото, рибата. Јајцето е апсолутно корисно, дури е добро да биде тоа кувано јајце. Тврдо куваното јајце поспоро се абсорбира и го чува човекот повеќе сит. Добро е тоа. И секако млекото и млечните производи. Еве, сите знаеме социјалната состојба на населението. Дали е скапа работа здраво да се храни населението? Според вас? Па знаете, според науката ние не сме во состојба да нарачаме руски кавијар, а и нема ни потреба. Практички се што му треба на нашиот организам го има на пазарот. На моменти пазарот е прикладен. На моменти е доста скап, кога веќе од намирници се во рестрикција се смалуваат, за жал луѓето и пред празници скачуваат цени што ли требало да паднат. Обратно. Меѓутоа, ќе ви кажам, не е опште срамота да се јади ладен леп од вчера. И поевтино ќе го купат, а и е попрепорачлив. И помалку се јаде. Не е страшно да се земе говедско месо место јагнешко. Ова барем и поздраво ќе биде. Не е ништо срамно поевтино сирење говедско него овчо, ако му е поскапо, или кози. Така да... Значи логиката е здравата храна поевтина на некој. Практички треба да се научи како да се храни човекот. Како да се храни, jer исхраната е практички стил на живење. Често пати диетата ја мешаат луѓето со диетотерапија.
Така. Диетата има профилактички карактер и тераписки карактер. Меѓутоа, тоа е стил на живење. Многу е битно на мирниците да се правилно распоредат во тек на денот, да се распореде нивната количина. Нашиот желудец после 3,5-4 сати веќе се празни. Така да можеме да направиме ритам од 5 јадења. Не мора да биде тоа ни класични 3. Ама што ќе биде тоа 5 или ужина? Ужина може да биде најобично парче морков или чаша јогурт или едно јаболко може да биде ужина, ништо страшно. Али тоа е доволно за да го освежите организмот. На тој принцип беа и она исхрана во индустријата, во фабриките. Дополнителниот оброк на работниците беше така замислен од моите колеги специјалисти по хигиена. И тој беше замислен да биде лесен, брзо, сварлив и да зголеме продуктивноста на луѓето. За жал, се почна да се готват со шницли, со бифтеци, со масни јадења, каде што се постигна обратен ефект, се смали продуктивноста. Еве малку, дали би можеле да дадете некои совети за исхраната кај бебињата, кај децата, практично? Како треба мајките во тој поглед и татковците да... Педиатрите најдобро би говореле за оваа проблематика, али од област од хигиена ми е таква е специјалноста, дотакнуваме сите категории. Секогаш најдобро мајчиното млеко кај детето, ако може барем до 2 години да го дои. Меѓутоа, после 6 месец секогаш се надополнува. Затоа што децата е добро да се учат што во порана возраст, да се учат и сами да земат храна. Децата не смеат да се силат на јадење. Човечкиот организам има центар за глад. Тој центар не прашува нас кога да јадеме или како. Он едноставно диригира и човекот или дете или возрастен е гладен, он ќе бара, детето ќе плаче. И затоа ќе му се даде и тогаш кога ќе посака да јаде. Не е пожелно премногу што ги нудиме малите деца поготово, плашејќи се дека ќе ни се разболат, ќе останат слаби или мршави и така натаму. Доволно е да се препуштат самите природата, све тоа го имат перфектно регулирано, али да се води сметка да им се дава чиста, здрави намирници на децата. И соодветни на нивната возраст, се разбира. Вело дека храната најздраво да се вари. Меѓутоа има некои намирници кои што нели неопходно да се пржат. Според вас кој е најздравото масло за пржење? Од какво потекло? Растителните масти, тоа се зејтините, па и маргарините се растителни, се пожелни од животинските заради составот на масните киселини. Растителните масла имаат незаситени масни киселини и дури се оние масла кои содржат и така наречени есенцијални масни киселини за пописмената маса, да кажем, тоа се линолната, линоленска и арахидонска есенцијална масна киселина, од која после произлегуваат простагландини и така натаму. Па од тука пожелни се маслата од маслинките, маслиново масло, од сончогледот масло, па пченкарно масло има и така натаму. Тие се пожелни за разлика од животинските масти. Така. Докторе, малку... Само овде да дополнам. Еднаш искористен зејтин за помфрит или што, да не се користи повтор пат, поради оксидација се тие масти више претвараат во заситени, се штетни. Така, во овој контекст малку ќе направиме пауза, во продолжение ќе го проследиме краткиот разговор со господинот Иван Јанкуловски, кој однедавна започна со производство на органско ладно цедено масло, да видиме за што станува збор. Еве Иван, неодамна започнавте со производство на ладно цедено масло, кое што се добива од сончоглед, кој што се обработува органски. Да ни кажете од каде е оваа идеја и од каде ја донесовте оваа идеја? Значи, идејата за производството на ладното цедено масло
идеја што јас во 22 години работев во Италија и ова производство сум го работел во Италија. И сме го произведувале ладно цедено масло од маслинки и сончоглед. Значи, овие масла се масла ладно цедени се вика затоа што се добиваат на традиционален начин со пресување на семките. И значи тие се добиваат без конзерванци и адитиви на природен начин. Значи разликата во ова масло затоа од другите масла, значи другите масла се знае дека се термички обработливи на 270 степени. И со по хемиски пат и ред други работи. Ова масло кажавме дека е ладно цедено и значи нема никакви хемикали не содржи и затоа е здраво. И има витамин Е и Ф. Значи витаминот знаеме дека е антиоксидант и е значи најпотребен за организмот. Значи без овој витамин, значи овој витамин Е и Ф, да го кажеме, Ф е за кожата. Значи кожата е посејања по младешкиот изглед, значи го покажуваат самиот витамин. Значи овдека и клетките на старење не ги обновуваат, значи овој витамин. Вака да ни кажете, интересно е што вие на некој начин го донесовте во масло во Македонија, уникатен сте. Нели прво масло донесено во Македонија. Да ни кажете какво масло употребуваат во Италија и во Западна Европа? Во Италија, значи мене ми го кажа италијанецот да што ова значи се потребуваат највише ладните цедени масла, значи свако едно ладно цедено масло без разлика од што е многу корисно затоа што не содржат никакви конзерванци и адитиви, значи и хемикали. И значи е обработено на ниски температури, значи на ладен цеден третман, значи со преса. Затоа е донесено овдека, затоа што е многу здраво. Значи во Италија се користат значи овие масла, затоа докажано е и вечноста е поголема, значи на живење. Значи сега не сакам ја тоа да го бламирам да се каже, али не сум више 22 години, фактите докажуваат овдека гледам дека се случуваат многу несакани работи, канцери на голем број, починаат инфракции више од млади, значи на млади години, првиот сега на 26 години. Значи тоа затоа и да се апелирам, значи не ми е мене за продажбата, али сакам да кажам дека со користењето на здравите масла, значи е тоа за самиот свеста на човекот, значи на нивните деца и за самите себе, значи што повеќе конзумира здрава храна воопшто, е тоа многу подобро за нив. Значи самиот век се продолжува. Сакам да кажам дека треба повише внимание да внимаваат на здравата храна. Еве да ни кажете каква е цената на овој производ? Значи вака сега, цената на овој производ се знае дека нормално дека е повисока од обичниот, затоа што овој е 100% производ. Значи немаме вода, немаме адитиви, конзерванци, значи е 100%. Значи производ е малку поскап од обичниот, што обичниот имаме 30% масло, 70% вода. Сега не смеам тоа, али самите си го кажуваат кога ќе подготвиш. Значи едно јајце да спржиш прскато, овдека нема прскање, нема значи околу 2:1, 3:1 негде некои што го користат и ќе кажуваат дека им заменуваат од 2 до 3 литра. Со 1 литро сам видал маслото. Значи поскапо е, меѓутоа многу помалку се троши, како што беше со маслото пред 20 на 30 години. Ете, значи ова е маслото, значи како тоа пред 20-30 години, маслото, поранешното масло, тоа како беше не знам кој беше кристал ли беше. Остаклено шише што беше, значи ова е истите ги има истиот вкус, мирис, си ги има истиот начин на изработка, значи тога се знаело, имало сончоглед сега дека посадено, имало масло. Жал сега да тој начин. За тој начин, значи затоа векот малку бил подолг, затоа што било малку
повише се гледало на исхраната и била поквалитетна многу од сега. Сега каде засегувате? значи сега имам засадено органски сончоглед во Јанчиште, во село Јанчиште. И значи еве Каде во може да се странство значи е многу голема поборовачката. Значи почнеме од Италија па све до во сите европски земји, значи се бара многу органското масло. Значи не само ладното цедено, али да е самото семе да не е третирано, да не е пестициди, хемикали и такви работи. Значи свеста на европјаните е многу поголема од нас. Значи ние овде гледаме само цена, али квалитет немаме никаков квалитет. Па затоа се случуваат овие работи, за жал што многу не ги знаат, али за кратко време ќе излезат на видело дека ако не користиме здрава храна. Значи маслото се користи 3 пати на ден на ималку, 2 до 3 пати. Значи највише И тоа е треба најнеобходно да да се биде здраво. најопходно, значи ја по мое треба да се запазуваат повише на тие работи. Каде може да се набави ова масло? Моментално ова масло значи го имаме во Тетово по маркетите. Сега го имаме и во Скопје, во Гостивар, Кичево. Ги имаме во Битова. Сега се шириме, значи повако, значи ова масло, значи не можеме да се шириме, зашто ова масло не е масло со термички, хемиски обработливи масла со добивање на, значи ова е традиционално масло и значи го нема во големи количини, да го има одредено, значи колку тона сончоглед имаш, толку масло можеш да добиеш, значи 30%, ако имаш 10 тона сончоглед, добиваш 3 тона масло. Значи тоа е чисто масло, значи без мешање, без никакви. Меѓутоа најверојатно планирате да ги зголемите тие Значи, да, планираме па и наредна година да видиме како ќе се одвива и земјоделците да имаа можност да им бидат откупен што сончогледот, кој Значи им гарантирате сигурен откуп. да си посади, значи ќе се договори цената. Цената ќе се договори и ќе биде сигурни откупот сигурен, значи им се даде семенски материјал. Значи за органската работа тоа малку поспецифична. Значи може да се види, али може да си, значи не мора органско или да биде и значи органско да ја го терам затоа што има тука големи процедури. Има, али може да го седат општо сончоглед како сончоглед. Значи тоа е добар чим нема кога се обработува, нема хемикали, не содржи никакви конзерванси, други работи. Значи е многу покорисно од рафинираните масла. Рафинираните масла се знае дека се рафинирани, се рафинира, значи тоа може на Google да се влезат, да прочитаат, да видат како се рафинираат, што се стават, што се додават. Значи не можам ја да ми објаснувам тоа, не сум надлежен за такви работи. Вие знаете дека вашето масло Нашето ја сака можам да кажам дека тоа е корисно 100% и здраво масло, значи ги има значи повише замено наши на замрсноти за крвта, циркулацијата за крвта на многу особи има помогнато и е значи барано, значи помагат и еве антиоксидантот го има и може да се каже како третман против канцерот. Значи тоа што го имам изучено и докажано од Западот дека е многу здраво. Сакам да кажам дека е многу здраво масло. Значи од моја страна е тоа, јас ќе продолжам понатака да го правам квалитетно, значи без мешање, без вештачки работи, да биде 100% здраво, мене ми е целата и да помагат, значи да за здравјето да биде, значи здравата храна е приоритет пред се. Благодарам за разговорот. Фала, ви благодарам и на вас на поканата. Сан Витал. Здравје во капка масло.
Ладно цедено масло од сончоглед. Прво домашно масло на пазарот произведено од 100% чист органски македонски сончоглед. Санвитал маслото е произведено по светски стандарди, погодно за домакинства и угостителски објекти. Освен за салати, Санвитал маслото е термички обработливо до 260 степени, без непријатна мириспа, без талок и со двојно поголема вискозност од останатите масла. Санвитал. Здравје во капка масло. Санвитал, побарајте го во поголемите маркети низ Тетово. Произведува Ројт Врвеница. Телефони 044 377 300, 070 224 240 и 072 277 703. Еве го проследивме разговорот со господинот Иван Јанкуловски. Докторе, може ли нешто да искоментирате за боите, за чините кои што се почесто нели употребуваат во производите кои што се нудат на пазарот? Колку се тие штетни, дали на некој начин можеме да најдеме некоја алтернатива да ги избегнеме овие производи кои што се со вакви состојки? Во прехранбените продукти се користат една фамилија на адитиви, така наречени. Тие адитиви тука спаѓаат бои, зачини, синергисти, антиоксиданси и така натаму. Они немаат хранлива вредност, меѓутоа се додаваат на прехранбените производи заради подобрување на нивниот изглед, мирис и боја. Например, се користат доста нитрати за суомеснатите производи за да месото изгледа црвено, изгледа свежо. Они знаат некогаш и да бидат стимулатори во стомакот на луѓето и да предизвикуваат лачење на киселина, изголемен апетит. Лутото, например, луѓе имат кои што конзумираат доста лути пиперки. По можност, јас не би ги многу препорачал, иако боите што се користат во прехранбената индустрија, така наречени прехранбени бои, они се проверени и контролирани. Меѓутоа, овде е добро да спомнам јас за сахаринот. Сахаринот не е со сигурност докажана негова штетност, али со обзир дека не е сигурно докажан, не го препорачуваме во напитоци, сокови кај децата. Кај детските сокови, практички не е препорачлив. Така да и боите. Ние често пати имавте прилика да чуете во Кина за одредени бои кои беа ставани и беа токсични, доста токсични. Таква боја е позната после Втора светска војна во путер од крави се додаваше на бутергелп таа боја, која што предизвика доста малигни случаи. Не се знаеше дека е малигна практички, а се дотураше таков путер. Јас имам јадено како ученик во моето родно место што ни дава. Значи, што помалку користење на бои, ако може, ако дома да ги избегнат луѓето, ако земат производ кој е веќе со боја, би требало да е таа боја контролирана и дозволена. Така. Докторе, научно може ли да ни објасните што представува диетата? Затоа што тука нели има забуна кај населението, ако се збори за диета, онма веднаш мислат дека за диета, старогрчки збори, значи стил на живење. Практички тоа е култура на живење. Диетата во исхраната има два дела. Едниот дел е профилактичка диета, правилно хранење, да не доведеме до пореметување на организмот условено од неправилна исхрана, од хранетост или прехранетост. А другиот дел е диетотерапија. Диетата профилактична ја имате во неколку вида. Сега е модерно така наречени вегани, они јадат исклучиво само растителна храна.
Може така да имаме диета каде што ќе уклучиме све растително плюс јајце, па ќе биде ово вегетаријанска. Може да уклучиме и млеко, па ќе биде лакто ово вегетаријанска, или па да уклучиме се, па ќе биде класична, права медицинска диета. Додека диетотерапијата е неминовна со обзир начелото дека кој да е татко на една болест, неправилна исхрана е негова мајка. Така да исхраната влегува кај сите болести, без исклучок, во состав. Дури имаме заболување у последно време каде што само со добра, правилна исхрана и физичка активност можеме да избегнеме болести и да излечиме. Тоа е метаболниот синдром, доста познат, кај што луѓето многу брзо ќе дојдат до диабет, до уричен артрит, гихтот што е познат во народот, со артериосклероза, со висок крвен притисок, со сите тие последици, и диабетот му е неминовен кај тие дебели луѓе ако не почнат на време да воведат правилна исхрана и физичка активност. Значи превенцијата е неопходна. Апсолутно, апсолутно. Сега видите, за жал околу диетотерапијата ние се уште јавното здравство не ја има воведено и разработено, мораме да кажеме тоа, така да со обзир дека диететиката е една субспецијалност, субспецијалистичка работа, ние за жал во Македонија се уште не ја имаме доволно разработено и као лекари многу малку им даваме совет околу правилна исхрана. Од тука ја дури и би советувал моите колеги и од јавното здравство и од приватното здравство да прават почесто недела на новини и актуелности во медицината какви имавме своевремено, и на такви следби меѓу другите проблеми од медицината да дотакнат и проблематиката на правилна исхрана, зашто земите го шеќерот сега, диабетот кој е многу расширен, никако не можете да лечите шеќер без воведување на правилна исхрана. Апсолутно не може. Сакале давале инзулин, сакале давале таблети, без правилна исхрана и соодветна физичка активност, диабетот не се лекува. Така, сметате дека во секоја терапија без разлика за каква болест станува збор, апсолутно исхраната да. Така. Дали ќе биде тоа за инфаркт, дали за чир на стомак, дали упрашање жолчка, дали упрашање камен во бубрек, дали упрашање диабет, висок крвен притисок, било која болест има соодветна правилна исхрана. Меѓутоа голем дел од докторската фила, кога нели на некој начин му даваат на пациентот терапија, со општи поими го насочуваат како да се храни, не јади масно, немаат она конкретно, да речеме, диетотерапија. Па веќе ви кажам, со обзир дека ми се ќе гледаат веројатно и мои колеги, ќе ви кажам во медицината за секоја една болест, во терапијата постоеше број 1 хигиено-диететски режим, па после следе и антибиотици, хипертензија, антигипертензија и така натаму. Тоа хигиено-диететски режим, тој термин, ние некако 50 години го промашивме. Тој хигиено-диететски режим подразбира правилна исхрана, правилно облекување, правилно спортување, правилно живење, култура на живење. Така. Еве вие бевте ангажиран во Центарот за јавно здравје Тетово, мислам дека со основа диететски центар, зашто станува збори до каде овој проект за населението да се запознае? Јас сум доста благодарен на директорката на Центарот за јавно здравје, госпоѓа Дијана, што малку ме ангажира и имаше сенс, имаше чувство да знае, да осети што е диета и диетотерапија и колку е важна за здравјето на населението, а тоа е Центар за јавно здравје, и јас се надам во иднина они ќе развијат повеќе околу диетава. Тука малку работев јас неколку месеци, имавме одлични успеси. Морам да ви кажам во колку еден пациент кој што дошол заради одредена болест да ги слуша, ако ги слушаше моите совети и се придржуваше, 100% беше успехот гарантиран. Така. Имавме неколку различни такви случаи. Може ли кажете примери сега? Не мора се ми презиме. Повеќе ви кажам, имав еден диабетичар кој што го падна нивото на шеќер скоро до нормала, со тоа што му направив 7-дневна диета и му препорачав одредени физички активности.
Имав случај кај што имав со една тешка обстипација, дете имав дојдено со тешка обстипација и возрастни исто така, кој што одлично регулира перисталтика и со диета. Понатака имаше доста со обезитас или со здебеленост, прехранетост. Така да, ако ви кажам дека особа од 19 години, која имала 155 санти висина, 99 или и нешто килограми тежина, за 6 месеци дошла до 60 килограми, станала практички во до идеалната телесна тежина. Така, кои беа методите, затоа што нели овој проблем бува кај повеќето млади? Тука се видите што е, прво се антропометриски мерења се вршат при диететиката која што се работи, се одредуваат базален метаболизам, се одредуваат висина, тежина, прехранетоста колкава е, се одредуваат струк, кук, тежини и така дале, процент на масти се одредува и јас практикував 7-дневна диета. Од понеделник па до недела и после тоа можеше да се врти тоа, да се комбинира спортска активност, спортските обавезни активности, препорачани рестриктивните диети кај што беа кои намирници може, кои се треба да се избегаваат. Распоредот на намирниците беше во најмалку во 5 оброци предвиден и начинот на исхрана, храната мора да биде секогаш да се конзумира споро, полека, мора да биде со соодветна умерена температура. Ноќниот одмор треба на човекот да му биде исто регулиран, дали ќе биде тоа од 22 часот до 6 сабајл или од 23 до 7, али секогаш да има и стандарден одмор. Користењето на вода да биде доста. Користењето на сол исто некаде го ограничуваме во количина, не го изфрламе скроз, ама го ограничуваме да не биде преголем количина на сол. Ја не знам дали за солта спомнав, луѓето треба да користат исклучиво јодирана сол во помали упаковки, да ја чуваат дома затворена и да ја користат на крај од јадењето, со обзир дека јодот е од халогените елементи, брзо испарува и може да дојде до недостаток на јод, така да гушавоста повторно почна да ни се јавуваат еден период, сега имаме веќе добра јодирана сол и мислам дека ќе ја избегнеме таа појава. Така. Но каде е овој диететски центар во центарот? Се уште Центарот за јавно здравје сега треба да имаше прием на нови кадрови, веројатно ќе има колега кој ќе отиде на специализација и тамо ќе има доста турнуси околу исхрана и јас се надам он ќе засака диететиката и ќе продолжат веројатно и тоа ќе биде многу добро. Со тоа што треба колегите да соработуваат со Центарот за јавно здравје, со обзир дека колегите кои се бават со терапеутика и немаат доволно време, тоа треба повеќе време, треба антропометриски мерења, треба да се седи. Со еден човек треба да се работи најмалку 3-4, можда и 5 сати. Тие тоа не можат, и да сакаат не можат. Се преоптеретени. Така да адхок само може да рече не јадите тоа, не пите тоа, али тоа не е доволно. Така, сметате дека овие диететски центри треба да се нели прошират? Ја мислам јавното здравје ќе треба. Сте имали идеја, мислам во поранешна Југославија за диететски центар на Попова шапка. Може ли на кратко тоа да ни го Имав јас една идеја, тогаш сакав козметичко диететски центар да формираме, како би ја отвориле Шар планина да биде со посетители преку лето, каде што ќе има и годишен одмор и третман. Знаете, тука би користеле трим патека, тука би користеле кувари со исклучиво рецептура под надзор, тука би користеле можда и професори по физички активности, тука ќе имаме медицински персонал кој ќе мери тензија, срцева работа, пулс и така натаму. Имав таква една идеја, за жал не се реализира. Такви центри има на Златибор, такви има во Сплит, ми се чини, Хотел Лав има и на повеќе места. Кои што и го промовира туризмот. Апсолутно, апсолутно. Отидете за 15-20 дена на годишен одмор, ќе се вратите природени со смалени холестерин, смалени масти, смалена телесна тежина, со добар притисок крвен и така натаму. Така.
Докторе, ви благодарам што бевте гостин во емисијата Спектар. Се надеваме дека преку овој разговор позитивно ќе влијаеме на Биде населението. драго ако дадов малку допринос и благодарам и на вас на поканата. Така, благодарам уште еднаш.